Како е следот? Знаеме зошто хидросистемот Ѓавото не работи, заради високите цени на електрична енергија. Меѓутоа, со оглед на тоа дека се стабилизираа цените во последно време, ќе разгледаме можноста, ако стигне барање од општините дека е потребно да се пушти хидросистемот во летните периоди, значи да речеме месец или два за потребите на граѓаните, ќе го разгледаме тоа прашање. Тоа Министерството за животна средина и понатаму ќе управува со ХМС Ѓавото или пак планирате на водостопанство со оглед дека и инспекторатот најде забелешка на функционирањето на овој хидросистем? Многу беше нелогично што пред 8 или 9 години овој хидросистем кој што функционираше на база на јавно предпријатие фактички за управување со хидросистемот беше префален во Министерството. По мене тоа беше голема грешка. Министерството во принципи не треба да управува со хидросистем. Пред неколку години владата донесе одлука за формирање повторно на јавно предпријатие, меѓутоа заради кризите кои што не зафатија, прво ковид кризата, потоа енергетската криза, потоа и кризата со Украина, овој процес остана на стендбај. Бидејќи со многу високите цени на електрична енергија, но јавно предпријатие нема да може само да управува. И тогаш фактички избравме најнепопуларната мерка да го затвориме хидросистемот. А тоа е извонреден хидросистем кој што може да го целиот тој регион на Богданци и на Дојран да му обезбедува дури вода за пиење, вода за наводнување. Никогаш не ја напуштивме идејата повторно да се формира јавно предпријатие. Мораме да почекаме да се стабилизираат цените на пазарот, особено цените на електричната енергија. Не верувам дека ќе се вратат некогаш на она ниво на кое што беа пред 3 години, меѓутоа никогаш не умре идејата дека тој хидросистем можеби повторно ќе се пушти, ќе работи и ќе го наводнува целиот тој регион, а исто така ќе му обезбедува вода за пиење.